Жителите на Рогачево, нивните роднини и пријатели, како и намирници од други места, се собра попладнево околу црквата посветена на Свети Илија на традиционален начин да го одбележат празникот. Во црквата беше одржан водосвет, а потоа беа кршени и славските колачи. Во Рогачево Свети Илија се почитува и слави од дамнина. Пред многу години на ова место доаѓала срна да пие вода. Една година закаснила да пие вода и да се заклане срната ради курбан на Свети Илија. И кога се собрале, како ние денеска куварите, немале време да чекат да биде што побрзо храната готова, ја заклане пред да пие вода. И од тога Свети Илија прокламал и рекол: од сега натаму секој 2 август или ден Свети Илија да се коле курбан. Од тогаш, кога срната е заклана пред да попие вода, Свети Илија рекол: од сега натаму ве поколнувам секоја година на овој ден да колете по едно јагне пред иконата на Свети Илија. Оде што се види. За сите присутни имаше ручек отказан, па присутните во излетничка атмосфера уживаа во ретко убавата природа до доцна во денот. Сместено во живописниот крај на Шар планина и на надморска височина од над 800 метри, гостиварското село Јеловце денеска беше преполно од некогашните и сегашните малобројни жители, особено од иселените од ова село, гости од Гостивар и регионот во одбележувањето на двојниот празник. Манастирскиот простор на пророкот Свети Илија беше претесен за да ги прими верниците и гостите од овој крај, кој најнапред палја свети за здравје и среќа во возобновената пред 4 години црквичка Свети Илија, а нејзини ктитори се браќата Јован и Лјупче Пејчиновски од Јеловце. Верскиот празник Свети Илија во Јеловце е и селска слава, кога иселените и посетителите не пропуштаат секој 2 август да дојдат и да го посетат манастирот, да се дружат, да се навратат на спомените, но и да ги донесат своите поколенија на кои им го оставаат аманетот, тие да ја продолжат традицијата. Посебен предизвик и посета представува чешмичката со света вода, која според преданијата е лековита, така што посетителите и гостите не ја пропуштаа приликата да се освежат и замијат со оваа света вода, да наполнат и однесат во своите домови за здравје и среќа. Двојниот празник во селото Јеловце и годинава го збогатија со своето учество и настап на истранните пејачи Наум Петревски и Зуица Лазова, како и родната група на културно-техничко друштво на браќата Гиновски од Костивар.